Марија, добре дојде на Hype Македонија, конечно мој соговорник, еден на еден, малце да си поразговараме. Се гледаме вака само на некој настани, со некои кратки изјави. Конечно дојде во мој раце да те испрашам се што треба и се што не треба. Како си? Пред се подобро те најдов, многу ми е драго што имаме прилика вака да си поразговараме заедно. Се провлекував во Hype неколку пати, меѓутоа се тоа беа некои кратки изјави. Овој пат ете си седнавме за да направиме едно квалитетно и убаво интервју, да си поразговараме и ги очекувам твоите прашања и за тоа што треба и за тоа што не треба. Така што расположен сум и ет да си поразговараме убаво. Марио, ти си еден од ретките млади уметници кои се обидуваат да направат нешто свежо на нашата естрада. Музичка сцена, па можам да кажам и YouTube сцена, значи секаде ти има, секаде си присутен. Колку е тешко кај нас да се пробиеш под наводниците на естрадата? Па пред се ти благодарам на таквата, ајде да речам, најава, да секаде ми има, уште од фрижидер им немам излесено на луѓево, што не го сметам за некаква предност, напротив. Меѓутоа, ете, со годините одлучи фокусот да го ставам на музиката, да се повлечам, например, од YouTube, то не значи дека тоа би било трајно. Од друга страна, дали е тешко да се пробиеш? Не знам како да одговорам на тоа прашање, колку всушност имам кредибилитет, затоа што јас се уште некако се движам по тој пат на некои млади, амбициозни луѓе. Сум поминал сито и решето, ми имало сегде. И теке ми има. Сметам дека овде е тешко, меѓутоа не само на поле на музиката, туку генерално во секоја една сфера од уметноста, тешко е да се успее затоа што публикава неретко нема сенс за тоа што значи уметничка душа и што значи кога некој има амбиција, се бори, дава се од себе за да успее. Многу малку се поддржуваат наши уметници, но у даден момент и оправдано тоа е така, затоа што се помалку твориме, се помалку не има, а и затоа не сме виновни само ние. Еве, вие се појавивте, многу ми е драго што постои Hype Македонија во овој момент, затоа што горе-долу згасна сите медиуми кои што се бавеа со ваквиот начин на работа, односно поддржува млади луѓе, поддржува музика, поддржува македонски изведувачи и така натаму. Тешко е, но не и невозможно. Кажи ми, дали некогаш си размислувал да се откажеш од музиката и да смениш професија? Знам дека сега работиш нешто друго, меѓутоа музиката е се уште присутна во твојот живот, не си откажан, но дали нешто некогаш би постоело причина некоја да можеш да се откажеш скрос од музиката? Оке, излажам ако кажам дека не сум размислувал на таа тема, со оглед на тоа дека пред година и кусур почнав со живи настапи конечно. После сите оние музички надпреварувања, песни, што успешни, што неуспешни проекти. Почнав со живи настапи и тоа реално е единственото нешто што ми исполнува онака суштински, таа комуникација со публиката, со луѓето кои уживаат во песните кои што јас ги интерпретирам. Музиката дефинитивно ќе биде присутна во мојот живот за секогаш, меѓутоа во која форма ќе видиме. Како што веќе реков, ќе излажам ако кажам дека не сум помислувал на тоа да си заминам од овде и да ставам точка на таа музичка кариера, да се занимавам со шоу бизнис, меѓутоа позади камерите, се што ми има паѓано на памет, меѓутоа тоа дека секогаш ќе слушам музика, ќе творам музика, ќе пеам, тоа сигурно ќе биде така, затоа што кога поседуваш некаков талент, просто не можеш да го сокриеш самиот од себе. Може тоа нема да биде видливо за публиката, но дека јас цел живот тоа некако ќе си го негувам, тоа е така. Добро ја познаваш македонската естрада, сметам дека си компетентен лик да одговориш на ова прашање. Знаеме естрадата наша со кои проблеми се соочува, дека некако за жал бутаме, да не кажам едвај. Кажи ми, според тебе, кои се трите најголеми проблеми што ги има музичката сцена во Македонија? Ова индустрија овде никогаш не била нешто многу развиена. Постоеше едно златно време на македонската музичка сцена до да речеме некоја 2010 година. Додека твореа, пеа, настапува Ноне, Елвир Мекиќ, Јован Јованов и така натаму, сите што се моја генерација и постари од мене, сигурен сум дека го паметат тоа златно време. Сега буквално на една рака можеме да ги наброиме имињава кои што имаат некаков багаж за себе и тежина некаква на оваа естрада. Суштинскиот проблем сметам дека е недостаток на соработка помеѓу пејачи, композитори, текстописци, аранжери, музички студија, продукции и така натаму. Тоа се финансиски е недостижно за млади луѓе, реално, затоа што овде платите се многу ниски за твојата амбиција да почнеш да се остваруваш на некои млади години. Затоа што ако тебе една песна те чини како твој годишен приход,
Сигурен сум дека нема се дрзнеш и парите да ги вложиш у една песна или у еден проект, спот и така натаму. Така што самото тоа го наметнува тоа јавно мислење дека македонската музичка сцена полека но сигурно пропаѓа, со што јас не се сложувам. Сметам дека доаѓа една нова генерација на луѓе, односно таа генерација Z, тие луѓе се луди. У најпозитивна смисла на збори, мислам дека ќе го сменат светот. Тие луѓе почнаа сами да компонираат, сами текстови да пишуваат, да се снимаат буквално на телефон, тоа да го пласираат и тоа добро да поминува. Што значи дека не секогаш за добар проект се потребни многу пари, меѓутоа е потребно да си креативен и тоа да знаеш кога да го пласираш. Постојат тука многу проблеми, медиумите се исто така проблем. Нема каде да објавиш песна, каде да го споделиш тоа со пошироката маса на луѓе која што не те следи тебе на социјалните мрежи. За тоа да се прошири надвор од мојата фиксна публика, мора да има некој медиум што тоа ќе го пласира од ден во ден и така натаму. Така што не знам што да кажам. Јас се борев така како што мислев дека треба. Тоа не е дека нешто многу ми успеа, меѓутоа еве уште малку па ќе наполнам 30 години и тука веќе таа зрелост покажува на тоа дека треба да почнам се од нула и треба да се вратам посилен од било кога. И во однос на музиката и во однос на генерално моето јавно делување. Марија, те памтиме по многу музички надпревари и талент шоуа. Знаеме дека си бил учесник од многу од нив. Кажи ми, кое е твоето искуство од сите тие надпревари? Дали таквите шоуа помагаат или штетат во кариерата на еден пејач? Зависи кој какво искуство има, искрено. Некој од нас помина одлично, не крена некако, ајде да речам, некој ги фрли од земја. Сметам дека пречесто учествување на такви музички надпревари и не чини, затоа што си изложен на многу критики. Луѓе во кои се обична публика, да не речем, кога тоа го следат, многу им веруваат на луѓето од другата страна кои те коментираат, оценуваат и така натаму во тие шоуа, се однесуваат како да немаат собствени уши. И мене тоа секогаш ме вадело од кожа, затоа што сум имал, например, настапи кај што сум бил очаен. У фалш, ваков, таков. Ако у тој момент таа жири комисија што седи спроти мене ќе ме испофали, публикава, кога ќе ме сретнат луѓе по улица, браво, супер беше, ја бев, не бев супер, не знам што ви е, зашто им верувате, знаеш, постојат различни околности во тие шоу и тоа жири некојаш расположено, некојаш не, некојаш се гладни, некојаш се сити и као обрнуваат внимание на сосема поинакви работи од што обичните луѓе пред малите екрани. И многу е важно со сопствени очи и со сопствени уши да ги следиме таквите надпреварувања, за да имаме реална слика за тоа кој настапува, зашто, како пее и така натаму, затоа што тие шоуа завршува. Најважно од се е како и што после тоа. Проблемот со нас од Македонија што ние такви шоуа скоро и да немаме овде, што е навистина штета. Имавме на времето македонски идоли, толку тоа згасна, не знам. И сите веќе почнавме да учествуваме на некои други регионални музички надпревари, кои најчесто се одржуваат дали во Белград, ја бев на X Factor во Софија и така натаму. И на крај се враќаме во нашите родни места. И тука завршува таа приказна, поседуваме некаква инстант популарност, супер сите не препознаваат на улица, се сликаат со нас, барат автограми и тоа трае година дена. Доаѓа нова екипа, нови луѓе, нови млади таленти. И ако во тие 5 минути што ги имаш не направиш ништо, мора да се пријавиш повторно и тоа оди во недоглед, затоа што на крајот од денот се враќаме во нашата Македонија, каде што музичката индустрија функционира така како што функционира. Ете сега, господинот Саша Мирковиќ формира свое музичко шоу во кое што ќе има многу различни правила од тие што сме навикнати до сега. Ќе има аудиции во Македонија, ќе можат нашите звезди кои што се скриени некаде и неоткриени таленти да се пријават. Дали би се пријавил ти? Видов дека Хајп продукција организира Хајп звезди, односно ново музичко талент шоу и тоа ме радува. Ме радува и што Македонија е вклучена во самото тоа. Наскоро, ако не се лажам, и ќе се одржат тие аудиции. Што се однесува до мене, сметам дека ги прераснав тие музички надпревари. Во овој момент не чувствувам таква потреба, но со задоволство би се одважил да учествувам на било кој начин во истото тоа шоу, како некој што макар има некакво надпреварувачко искуство. Така што апсолутна поддршка за Хајп звезди и се надевам дека ќе доживеат сериозен успех, а во рамките на истото тоа шоу ќе дојдат до израз и многу нови млади таленти, како од Србија, Босна, Хрватска, така и од Македонија. Марио, кој е најлудиот под наводници момент што ти се случил во кариерата до сега?
Предпоставам дека имаш доста од нив со оглед на твојот карактер. Па многу е тешко вака да ти текне една анегдота, една ситуација, едно случување. Па кај мене горе-долу све е лудо. Сите тие мои постапки биле малтене непромислени, инстинктивни, онака како идам ја, што можеби тоа што бев прва година на факултет, од редовен студент се ставив на вонреден и прифатив понуда да влезам во реално шоу и тоа го направи вака, иако се протива сите околу мене да го направам тоа. Едноставно ја запишав социологија, сакав да дипломирам социологија, а реалните шоа секогаш ми биле предизвик од аспект на реален социолошки експеримент. А каков социолог би бил јас, ако не поминам низ еден таков експеримент. Така што тоа, иако не го сметам за некој сериозен личен успех, некако тоа искуство нема цена. Истакна некаде дека од понеделник до петок си директор, а за викенд си пејач. Што значи тоа, може ли да ми појасниш? Пред скоро 7 години работам во Фондација за култура и спорт при општина Команово, од кои што 3 од нив сум и директор на истата. Така што да, работам од понеделник до петок, некогаш и за викенд, со оглед на тоа дека ние како фондација сме организатори на скоро сите културни случувања во градот, а повеќето од нив знаат да се одржат и за време на викенд, кога уствари луѓето се слободни за да посетат некаква културна манифестација, така што тоа држи вода. Ако немам обврски во однос на живите настапи, најчесто сум на работа. Марио, едно време беше доста активен на YouTube платформата. Што се случува со твојот YouTube канал? Дали планираш да се вратиш на него? Ова е дефинитивно едно од најпоставуваните прашања, кога на пример на Instagram ќе објавам Ask Me a Question box. Сите ме прашуваат дали ќе се вратиш на YouTube, што се случува, дали се откажа, зошто нема као последно видео за тоа да го споделиш со нас. Јас се повлеков, меѓутоа не се откажав. Во еден даден момент ја прераснав содржината која што до тогаш ја пласирав на тој YouTube. Си изгубив во еден момент и одлучив да се повлечам за да видам во која форма, кога и како би се вратил. Во случај да донесам одлука да се повлечам апсолутно, односно да се откажам, во тој случај сигурен сум дека ќе направам едно макар известување, видео известување во кое што таа вест би ја споделил со сите оние кои ме следеа долги години. Јас на YouTube постојам па скоро 10 години, првенствено на заеднички канал кој што го имав со Ивона, а потоа и на мојот соло канал. Така што не знам дали ќе се вратам, ги оставам уште малце оние луѓе кои што тоа ги интересира во неизвестност, но верувам дека тоа ќе се случи. На моменти мене ми недостасува, ме фаќа носталгија, кога ќе налетам на некое мое старо видео, ми фали тој креативен дел од работа, таа монтажа, не знам, чудно е чувствово, меѓутоа она што до тогаш го пласирав навистина го прераснав и не можам да продолжам со истиот контент. Но верувам дека нешто соодветно ќе се најде и ќе се вратам во вистинско време, на вистинско место. Марио, тоа сакав да те прашам накратко за твојата долгогодишна пријателка Ивона Јо. Заедно креиравте содржина на YouTube. Во какви односи си денес со нејза? И тоа е едно од најпоставуваните прашања генерално од страна на оние луѓе кои тогаш не гледале на YouTube. Во еден момент кога престанавме да снимаме заедно, почна спекулации, они раскина, они се скара, едно друго трето. Меѓутоа, никош не сме биле во љубовна врска. Едноставно, недостаток на заедничко слободно време поентираше со ставање на точка кога е таа идеја во прашање. Тоа време со Ивона градевме еден канал кој растеше многу брзо. Ние за многу кратко време се стекнавме со сериозен број на следбеници. Тогаш кога почнавме да снимаме, ни немаше нешто многу голем број на јутубери. Тоа ни не се сметаше за професија, што не е случај денес. Така што можам слободно да кажам дека некако го кренавме снимањето на YouTube на еден next level затоа што почнавме како возрастни луѓе. Ние не бевме деца, немавме 13 години, туку во тој момент имавме 20-тина, што значи дека со самото тоа повлековме и повозрастни луѓе да ги следат јутуберите. Веќе денес тоа се испоставува како супер наш чекор. Не мислам дека сме само ние одговорни за тоа достигнување, меѓутоа имавме сериозен придонес. Од друга страна, во каков однос сум со Ивона? Коректен. Ивона пред неколку години се пресели во Скопје, јас си остана во Куманово, што значи по дефолт дека некако далеку од очи, далеку од срце, што би кажале стариве, што не е случајот и со нас у буквална смисла на збор, меѓутоа немаме веќе толку интензивна комуникација, не се гледаме толку често, не сме информирани едни за други што секојдневно ни се случува, така што
Самото тоа има свој придонес луѓе да се стекнат со впечаток дека ние не сме во добри односи. Навистина не е така. Секогаш кога постојат како кога ќе пораснат луѓето, кога ќе созреат, се гледаат за роден ден и слави, нови години се слушаат, се честитаат. Така што ние сме во тек со се она што е важно. Еве неодамна беше во Турција на операција, бев константно во комуникација со Тамара, бев загрижен дали е добро, дали се разбудило од анестезија. Некако го чувствувам тоа во себе дека ми е важно да го знам. Меѓутоа, јас веќе не сум дел од нејзиниот живот на ист начин како што сум бил пред 3 години, 5 години, за да ја бидам толкава поддршка како на пример после првата операција. Меѓутоа, далеко од тоа дека тоа не ме интересира, се надевам дека е добра, посакувам да биде добра и ете штом се опора и сигурен сум дека ќе седнеме во некоја кафана да наздравиме за нејзиното ново јас. Марио, со кои јутјубери си во контакт? Знаеме дека порано нели контактираше со нив, додека се занимаваше нели со YouTube по-константно. Сега во какви односи си и со кој? Види, јас на YouTube никош не сум барал пријатели, ниту сум верувал во тие пријатели. Сметам дека тоа у даден момент прерасна во платформа каде што луѓе се користат едни со други, што со мене не било случај. Тоа секогаш ми било одбивно. Никош не сум сакал да снимам колаборации, никош не сум сакал да се појавувам во туѓи YouTube видеа само за да стекнам некаква нова публика која воопшто не е, јас не сум нивниот cup of tea, не знам како да се изразам. Постојат луѓе со кои што сум имал супер комуникација, единствено со кој што и ден денеска комуницирам, се гледам и го уживам она пријателско, тоа е Марко, на публиката веројатно познат како GP, меѓутоа тој веќе се повлече, така што не можам да кажам дека е јутубер. Ивона, која ставам во таа сорта на јутубери, иако Ивона не е јутуберка, заедно почнавме, заедно завршивме малтене, а се знаеме и предходно, останавме пријатели и после тоа. Не знам, супер ми се, например, Кики, Иван Цече. Така што со сите што тогаш сум имал некаква комуникација, таа била искрена и останала до ден денес. Со повеќето од нив ни се неам запознаено во живо, нити имам било каков конфликт. Едноставно, повеќето и беа помали од нас, па ни немавме заеднички теми или ивенти на кои што ќе се видиме. Убаво искуство имам ја кога ќе се седам на тоа време. Убави моменти ме врзуваат, така што сите луѓе со кои што тогаш сум комуницирал, комуницирам и до ден денеска. Со некој повеќе, со некој помал. Мандар го бројуваш во јутјуберите? Знаеме дека имавте некој конфликт. Во какви односи се со Мандар? Па Мандар почна да снима во оној момент кој јас престанав, така што не знам дали го доживувам како јутубер. Мислам, сигурно е штом неговата содржина ја пласира на YouTube. Меѓутоа, во оној момент кој јас се повлеков, веќе престанав да следам и да сум во тек со апсолутно се. Не знам како публиката го доживува мојот однос со Мандар. Јас со тој човек немам однос. Генерално ние не се слушаме, не се видуваме. Неодамна бевме на една подкаст дебата кај Стефан и таму се случија некои конфликти на интереси, меѓутоа тоа не значи дека ние сме непријатели. Едноставно, ние после тој подкаст отидовме да вечераме заедно. Нема тука простор за омраза, нема простор за неподдршка. Едноставно, ја размислувам едно, тој друго и тука завршува приказната. Здраво е кога имаме каде и на кој начин да го споделиме нашето мислење со публиката, а за тоа да не бидеме осудени. Што не беше случај после тој подкаст, си го јадевме и јас и Мандар од една група на луѓе, од аспект на коментари, притисоци и така натаму, меѓутоа тоа е последователно на професијата со која што се занимаваме. Кога јавно се експонираш, мора да си свесен за тоа дека просто тоа сноси и линч и многу љубов. Марио, деновиве е актуелна Евровизија, изборот на песни нели за Евровизија од сите држави што ќе учествуваат. Еве можеме да ја проследиме Србија нели и нивните предлози. Кажи ми, Македонија неколку години нема свој представник на Евровизија. Зошто мислиш дека тоа е така? Дали е проблемот во финансиите, интересот или нешто сосема трето? Во што е проблемот, тоа треба да им го поставите на представниците од евровизиската делегација. Меѓутоа, на моје големо жалење, Македонија веќе трета година поред не учествува на Евровизија. Ја го поддржав оној чекор на јавниот сервис да направиме кратка пауза, затоа што во тој момент имаше многу скандали од страна на наши представници, од страна на делегацијата и здраво беше да се направи пауза од година-две. Меѓутоа, идејата дека не учествуваме и нема да учествуваме на Евровизија, мене сериозно ме мачи. Затоа што не само Евровизијата како таква, како еден од најуспешните, најголемите фестивали за музика во Европа, во светот,
туку оние избори за Евровизија ми се мене многу примамливи. Еве јас ги следев и изборот за песна на Евровизија во Србија и во Хрватска и така натаму. Тука се објавуваат по 30-40 нови песни. Една од нив победува и една од на Евровизија представува таа земја во тој момент. Меѓутоа во таа земја остануваат 40 нови песни од 40 нивни пејачи. Тие песни се вртат на радио, ти утре имаш со кого да направиш интервју, да го прашаш за неговото искуство на тој избор и така натаму. Затоа македонската музичка сцена е таму каде што е. Затоа што изминативе години представниците за Евровизија се бира интерно позади затворени врати, потоа правеа некои наместени избори со 5-6 учесника, после некакви објавени конкурси на кои што не учествувал малтене никој. Да не навлегувам во таквите работи, ама сметам дека на нас не недостасува еден реален избор за песна на Евровизија, како што на времето беше Скопски фестивал, настапуваат 30 луѓе, од тие 30 луѓе се бира еден представник, остануваат 30 македонски песни. Тука многу автори доаѓаат до израз, многу нови таленти. Мене кога ќе ме прашат што мислиш кој треба да иде на Евровизија, зашто мора да потенцираме еден кој веќе постои? Зашто не го земеме предвид фактот дека на истиот избор може да се појави некое преталентирано девојче кое што живее под камен моментално. Не настапува, нема песни, нема каде да се представи. Значи никогаш не сме свесни за тоа што не очекува и што може таму да се појави. Значи може да пуштиме некој сосема нов, талентиран, млад, што не мора да го знаеме во овој момент за да го нагласиме како да тој би го не знам, премногу долго можам да зборам на оваа тема, меѓутоа иако Евровизијата веќе не е тоа што некогаш била, сметам дека Македонија треба да се врати на Евровизија затоа што тоа е единствениот фестивал музички, тоа е сериозен предизвик за сите пејачи. Не постои пејач од држава, мислам дека што би одбил да ја представува Македонија. При тоа таму не се представувам јас, ја представувам земја. Ако имаш моки да одлучиш кој ќе ја представува Македонија на Евровизија, што би одлучил? Постојат луѓе кои што јас сметам дека се компетентни со тоа што во овој момент едните знаат да пеат уживо, не знаат да мрдаат, другиве знаат да се движат, не знаат да пеат уживо и многу е тешко да состоиш една комплетна личност затоа што ќе отиде на таа Евровизија и ќе му се појави една Шанел и ќе ги изеде за доручек. Мене, можам да зборам во свое лично име, од мали нозе сум фан на Евровизија и сериозен предизвик ми е еден ден да застанам на таа евровизијска сцена, онака нагрнат со македонско знаме и да кажам thank you Europe, we love you. Тоа ми е некако од мали нозе го посакувам тоа, меѓутоа I hope so дека еден ден ќе ми се оствари. Ако воопшто се вратиме на Евровизија, ако не идам да се пријавам Сан Марино да го представам, така, пошто они прават конкурс, а пошто немаат пејачи, може да се пријави апсолутно секој. Така што ето. Дали би се пријавил? И ако се пријавиш, како би изгледал твојот настап? Провокативно, емотивно или можеби ќе направиш некое спектакуларно шоу? Сигурен сум дека би се фокусирал на спектакл. Не би бил вулгарен, не би бил многу емотивен, затоа што балади на Евровизија преку глава, нешто онака брзо, нешто да држи внимание, да се, не знам, јас сум таков интерпретатор, ја сакам кога има шоу, кога некој знае да се движи, сакам добра креација, сакам многу играчи. Така, не знам, мене тоа ми е едно креативно изразување кое некако мислам дека би го прифатил секој еден млад пејач од држава. Така што мојот настап дефинитивно би бил спектакуларен, ако кажам вака ќе звучи дрско, меѓутоа нешто што би привлекло внимание. Марио, дали Евровизија денес е повеќе шоу или вистински надпревар, музички надпревар? А зошто тоа не би одело едно со друго? Евровизијата секогаш била шоу и да не се лажеме кога некој ќе ми каже во што тоа се претвори. Па и у 2006 победија Лорди, второ место освои Верка Сардучка у 2004 например, или сега да не лупетам години, ама тоа е пред цели 20 години. Значи уште тогаш Евровизијата била шоу. Факт е дека постоја поквалитетни песни, поквалитетни пејачи, тоа е надпревар на кој што се пее во живо и едно од основните таленти кои што треба ги поседува пејачот е да знае да пее во живо. Меѓутоа Евровизијата е музичко шоу, така што и едното и другото. Сакам да позборуваме малце на тема подкасти, доста се актуелни во регионот. Дали ти некогаш би прифатил да водиш свој подкаст и ако да, за какви теми би зборувал најчесто? Сметам дека во Македонија единствено што недостасува е еден онака естраден подкаст. Жолта штампа. А проблемот се тука гостите. Многу ретко кој прифаќа да гостува по емисии, дали луѓе мислат за себе дека не знаат да зборат, се плашат од јавен настап, не ми се јасни нешто многу нашиве јавни фацки. Меѓутоа,
има материјал во нив и сметам дека доколку дојде моментот, мене желба за подкастот потајно, кај мене желба за подкастот потајно постои, веќе со години, меѓутоа никогаш не сум се фокусирал нешто многу на тоа, меѓутоа доколку се случи, верувам дека некогаш ќе се случи, би го терал тоа баш онака естрадно, да го вратиме сјајот, да ја вратиме таа жолта штампа, да дискутираме малку и на теми кои што се табу, да дискутираме на теми на кои што не секаде јавните личности имаат прилика да дискутираат. Така што тоа е мојот скромен одговор во овој момент. Марио, што мислиш, дали македонската јавност е подготвена за вистински отворени, искрени подкасти и разговори во нив кои или се уште сме многу цензурирани под наводници? Не знам зашто тоа цензурирани под наводници, медиумите кај нас се бајаги цензурирани, а публиката очигледно е дека сака кога нештата се случуваат реално, искрено, брутално. За тоа одличен пример ни се и гледаните реални шоуа, каде што све се случува онака со крв, зној, вулгарност и народов сака се поистоветува со тоа, затоа што на сите по дома не има мет и млеко. Сите имаат некаков проблем, некаква болест, поминуваат низ развод, поминуваат, не знам се, да не навлагам у некои сензитивни теми, меѓутоа имале некаков губиток и така натаму. И кога јавната личност ќе дојде у тој подкаст или у било каква емисија и ќе сподели дека поминува низ исто и широка маса на луѓе тоа го следи, поистоветува со тоа и не можам да кажам дека тебе ќе ти е полесно, ама у тој момент ти е полесно. Знаеш дека уште некој поминува низ истото она што поминуваш и ти, а тоа не е пријатно. И уште кога ќе видиш дека некој што ти мислиш дека ружи му цветаат од животот и дека е многу богат, многу успешен, познат, ваков или таков, свеќаш дека тој свет не функционира така, тука паѓаат маските и мислам дека публиката е спремна за тоа, така што ако стартувам подкаст, очекувајте таков контент. Марио, јас ти посакувам да стартуваш некој таков подкаст. Познавајќи те, знам дека ќе биде така како што кажуваш. Ти посакувам многу среќа и успех во твојата кариера и музичка, ете да речем и YouTube ако имаш повторно во твојата професионална работа и се надевам дека ќе ми гостуваш пак. Се надевам и ја еден ден дека ќе ве угостам вас на овој или оној начин во мојот подкаст ако се случи. Од друга страна ти благодарам на убавото интервју денеска, на оваа соработка. Се надевам дека почесто ќе се гледаме. Поздрав до сите ваши гледачи. Ете, драго ми беше што се видовме после долго време. Јас сум Марио Рангеловски, а вие гледате Hype Македонија.